20 нови случаи на COVID-19 во земјава, а меѓу нив нема случај во Тетово. Ова се последните податоци од изминатите 24 часа. Изработени биле вкупно 744 тестови. Институтот за јавно здравје информира и за 24 оздравени пациенти, од кои 6 се од Тетово, а регистрирани еден смртен случај во Скопје. Министерот за здравство Венко Филипче во гостување на телевизија 24 истакна дека постојат неколку фактори според кои се тврди дека епидемијата е под контрола, но истакна дека свеста кај граѓаните мора да биде на високо ниво. Тоа што не тера сега да мислиме да аргументираме дека е епидемијата најмногу под контрола се неколку фактори. Посткарантинските мерки, затворените училишта и градинки и затворените граници. Сето тоа дава сето тоа се работи кои што нас ни укажува дека е епидемијата под контрола. Многу е битна високата свест. Да секој разбере колку е битно да се делува превентивно. Зашто? Заради тоа што станува збор за многу сериозна и тешка болест и тоа го видовме ние во изминатиот период. За жал, одреден број на граѓани стануваат свесни за тоа колку е сериозна болеста тогаш кога ние ги презентираме таквите случаи кога не дај Боже има некој заболен во нивната непосредна близина или тие самите. Вкупниот број на позитивни случаи во земјава достигна 1941, излекувани се 1411, а починале 113 пациенти. Синоќа за прв пат во нашата земја е изведена трансплантација на срце, односно трансплантација од починат донор. На клиниката за кардиохирургија во Скопје по 6 часа операција, во 2 часот по полноќ беше трансплантирано новото срце во телото на 54 годишен пациент. 2 бубрега од истиот донор се трансплантираа на клиниката за урологија, кај 2 пациенти со хронична бубрежна слабост. Од Сдруженијето на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето Храбро срце се среќни што конечно работите се придвижија во позитивна насока, бидејќи тие веќе неколку месеци бараат да се започне итна кампања за органодарителство. Значи, ние околу органодарителството во Македонија немаме доволно информации. Јас не би рекол дека тука нашиот народ не знае, се е со ниска свест. Напротив, јас имам високо мислење за мојот народ и мислам дека хуманоста и солидарноста секогаш ја покажувам на дело. Но на нас ни фали една кампања која треба да ги информира луѓето што е законот, што тие всушност по закон можат да направат, што можат да направат по собствена волја. Еве нека ова ноќ биде показател, ова семејство херој да не упати како ние треба и што треба да направиме натаму, зашто ова е нешто што е од највисок ранг на хуманост кај човекот. Досега 3 лица во земјава имаат направено трансплантација на срце, но операциите ги правеле во странски кардиоцентри. 40-годишниот Наги Пали од Гостивар, на кого пред 6 години зафатот му бил извршен во Виена, Австрија, вели дека го живее вториот живот. Тој порачува граѓаните да бидат хумани и органодонорството конечно да добие зелено светло од државата. Кај мене се беше успешно, ама многу една година месец. Живеам нормален живот, да ми кажам право и подобро од другиот живот што има. Повише среќа имам со ова срце. Секогаш луѓе се треба да почине некој за да живе некој. Тоа не е така. Тоа како е почина. Тој е клинички почина. Тој не може да се спаси. Ако тој не може да се спаси, зашто 8 други луѓе да не се спасат и 8 што чекат? Од Сдруженијето Храбро срце имаат неколку барања. Сдруженијето Храбро срце ги повикува надлежните институции да ни одговорат на нашите барања во поглед за трансплантацијата, подигнување на националната свест кај народот за органодарувањето. Од Фондот за здравство бараме да се даде одговор на нашите барања, затоа што го ставивме пред 3 месеци, да конечно биде тоа државата да ги покрива трошоците кои што не се ни малку ефтини.
Во нашата земја над 20 лица имаат потреба од трансплантација на срце. 10 од нив немаат никаква механичка поддршка, а 11 пациенти моментално имаат вградени пумпи. Најмладиот пациент во земјава кој чека на ваква операција е 13-годишно девојче. За жал, двајца болни веќе починаа и не дочекаа ниту шанса да им биде трансплантирано срце. Во гостиварското село Дебреше започнаа работите за асфалтирање на локален пат во должина од околу половина километар и ширина од 6 метри. Проектот се реализира со средства обезбедени од општинскиот буџет, а вредноста изнесува околу 2,7 милиони денари. Продолжуваме понатаму со идните проекти. Знаете, доцниме малце со проектите поради пандемијата со COVID-19. Се надавам понатаму да се стабилизира состојбата и да ги реализираме сите тие проекти што сме ги дали, што сме обеќале пред граѓаните. Периодов локалната самоуправа работи и на два крака на канализационата мрежа во Чегране. Од друга страна, изградбата на канализација во селото Чајле е стопирана. Градоначалникот вели дека работите ги кочи Министерството за внатрешни работи и покрај тоа што општината добила согласност за проектот од Министерството за транспорт и врски. Министерот го потпиша тоа пред 10 дена и лично ми го испрати. Значи потпишаното. И тоа by default оди во Министерство за внатрешни работи. И никогаш до сега не се случило нешто што потпишал Министерот за транспорт и врски да се врати од Министерството за внатрешни работи. Во Гостивар се случува прв пат. Значи нешто што дозволува Министерството за транспорт, кој ги контролира патиштата, Министерството за внатрешни работи да има забелешки, немало предвидено сигнализација, немало предвидено светло, чисто има нарачка од некого да се спречи работата во канализацијата во Чајле. Меѓутоа, ние не се грижиме. Локалната самоуправа очекува за 10 дена проблемите да се надминат и да се создадат услови за реализација на зафатите во канализацијата во Чајле. Инаку Дебреше брои околу 1800 куќи со 9000 жители, од кои голем дел се иселени во странство. Веќе 2 месеци угостителските објекти се затворени. На самиот почеток од корона кризата тоа беа првите мерки за справување со ширењето на вирусот. Угостителите беа први на удар, соочувајќи се со долг период без никакви приходи. Во неколку наврати се најавуваше постепено отварање на рестораните и кафулињата, но до сега тоа не се оствари. Тоа е голем финансиски удар за нив, па угостителите бараат конкретни насоки за можното отварање на објектите. Еви датумот да е флексибилен, да комисијата и треба нели време да даде препорака до владата кога повторно би биле отворени, но барем да ни кажат критериумите. Сигурно сте слушнали од паравани, визери, маски, посебен сертификат за дезинсекција, дератизација, нели такви работи. Еве баш денес имаме закажано да дојде екипа што треба да направи дезинфекција на целата кафана. Што ако сме уште 1 месец затворени? Тогаш треба пак да правиме дезинфекција. Ние се спремаме однапред, во случај да бидеме отворени следната недела да бидеме спремни, барем тој дел да го покриеме. Треба да правиме паравани, не треба да правиме паравани. Какви се тие паравани? Дали се стаклени, плексиглас, дали може да имаат прегради? Дали може да бидат украсни по утре за утре да бидат употребени на некое друго место, да не бидат само временски и сезонски само за таа намена. Тие се сите трошоци и тие се сите работи што ние само ги нагаѓаме. Немаме ништо конкретно. Чистење и дезинфекција, растојание помеѓу масите, преполовен капацитет, заштита на персоналот. Ова се неколку од мерките кои се најавуваа како дел од протоколот за работа на угостителските објекти. Прво, во градот многу малку објекти имаат летни тераси како предуслов што би биле на првата фаза отворени. Дури и тие летни тераси се пак кажам, ова се шпекулации, нели? Како за една маса, максимум 4, треба да имате околу 10 метри квадратни простор. Колку од рестораните, од кафичите имаат доволно број на маси за да ги исполнат тие стандарди. Значи, дали имаат потреба целиот персонал да биде ангажиран повторно? Значи, ние гледавме, им предпоставувам повеќето од угостителите во Тетово не ги отпуштија своите работници. Може би има некои, не знам точно, но
тие работници дали имаат потреба фултайм сега да бидат ангажирани пак. Значи, ако работиме, како пак ќе кажем, шпекулација најава дека од 8-9 часот сабале, па до 6 часот поручек би работеле, тоа значи една работна смена. Значи, немаме потреба од двосменско работење. Или пак да ги дуплираме вработените, ама што да ги дуплираме ако имаме само максимум 20 гости. Затоа кажувам, многу е тешко да се израчунаат економските последици на сето ова. Ако не се преземе ништо, а се чека на конечната одлука, мислите дека ќе немате доволно време за да ги исполните сите услови што ќе ги Па се надевам нема да бидеме во иста ситуација како што беа моловите. Значи од денеска најава утре отварате. Значи ние може да избрзаме, ама тогаш ќе направиме кошаркарски што се вика грешки во чекори. Затоа што една инспекција на денот на отварање да ни каже дека не сме ги исполнили некои одредени услови, а да не сме и запознаени со тие одредени услови, казната не кошта како што 2 месеца не сме работеле, нели? Така да затоа велам, многу е ферски и препорачливо владата да ги каже тие неколку дена однапред, да имаме време да се спремиме, да ги набавиме потребните материјали, да го адаптираме просторот. Значи и тогаш да знаеме со што почнуваме. Само летните бавчи за првата фаза, окей, ние мора да ги почитуваме одредбите и нели на владата, ама ако тера ова вака дека само со бавчи ќе работаме нели неколку месеци, тогаш продолжува агонијата. Значи тогаш сме отворени колку да се каже дека сме отворени, а дека функционираме нема да функционираме. И уште нешто, значи ако работното време е до 6 часот, ако се земе во предвид дека институциите работат до 4 часот, значи колку може да се надеваме на гости што би ја посетиле кафаната. Угостителските објекти беа првите кои се затворија, но за нивно повторно отворање изгледа дека е потребно малку повеќе време. Министерството за внатрешни работи информира за 2 тешки сообраќајни несреќи на гостиварското подречје изминатото денонокие. 53 годишен скопјанец почина на пат кон превојот Стража во селото Средково. Патничкото моторно возило Ауди А6 со скопски регистарски ознаки што го управувал излетало од коловозот и паднало во бездна длабока околу 100 метри. Возачот починал на лице место. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Гостивар. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено за обдукција. Во другата несреќа со тешки телесни повреди се здобило 17 годишно момче од Гостивар. МВР соопшти дека на регионалниот пат Гостивар Србиново патничко моторно возило Голф со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 20 годишник од селото Страјане, удрил во велосипед управуван од малолетник од Гостивар. По несреќата велосипедистот бил пренесен во скопските клиники Мајка Тереза, каде од доктор му биле констатирани тешки телесни повреди. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Тетово. Се утврдуваат причините и околностите за несреќата. Денес го чествуваме спомен празникот на словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Нивниот животен пат е крунисан со макротепно дело кое на крај донело голем плод. Македонската писменост, овековечена најпрвим преку глаголицата, а потем и крилирицата, ја описмениле цела Европа. А сега се наоѓаме во едно невреме кога Бугарија, земјата која зела писменост токму од овие наши рамна апостоли, да го обструира постојањето на македонскиот јазик и со највиден притисок да инсистира истиот да биде преименуван во источно-бугарски дијалект. Со овој безобразен преседан, ние треба да бидеме избришани од јазичната мапа на светот. Владеачката структура ова не ја засега, додека ВМРО ДПМН грчевито се бори да го зачува македонскиот идентитет по сите основи. Владеачката гарнитура се бори за собствените фотели, без ни малку да води грижа за последиците од нивните тајни договори и преговори за распродавање на идентитетот по сите основи. А ВМРО ДПМН многу скоро ќе покаже и ќе докаже дека македонщината, јазикот, културата и историјата се пред се. ВМРО ДПМН останува да го почитува споменот на светите Кирил и Методи и да го чува нивното завештание, кое е пренесувано низ вековите преку големите апостоли на јазикот Мисирков
Прличев, Димитар, Константин Младинов, Андреевски, Шопов, Рацин и многу други. И како што рекол, големиот Конески, дека јазикот не е единствена татковина, така и ВМРО ДПМН останува доследно до крај нова завештанија. Нека е вечен споменот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи. Вечна, нека е Република Македонија. Фудбалската федерација на Македонија достави 3 предлози до 10 прволигашки клубови за продолжување на сезоната. Според првиот предлог, сезоната би продолжила со одигрување на 4 првенствени кола од третиот круг, а потоа би се преминало кон одигрување на плей-оф и плей-аут, пошто ќе се одредат патниците во Европа и екипите што ќе испаднат. Вториот предлог е сличен на првиот, но разликата е што нема да има испаѓање, а првата лига ќе се прошири. Третиот предлог е комплетен прекин на првенството и прогласување на моменталната табела за конечна без испаѓање. 8 од 10 клубови го поддржаа вториот предлог, додека само Силекс и Ренова гласале за прекин на првенството. Сето ова значи дека кон средината на јуни, односно на 14 или 17, првата македонска фудбалска лига ќе продолжи со одигрување на 24-тото првенствено коло. Покрај првенството ќе се одиграат и куп надпреварите, но само по еден надпревар во полуфиналето и финалето, без реванши. Последниот рок за пријавување на планот за продолжување на сезоната треба да се достави до УЕФА најдоцна до понеделник 25 мај, кога ќе бидат познати сите детали и термини за одигрување на надпреварите.